Добро вечер, 24 анализа, 24 вести. Телевизија, јас сум Мишко Јонов. 3 дена по грозоморниот инцидент во Куманово. Навремена или задоцната реакција на Министерството за внатрешни работи? Вчера жестока реакција или можеби вообичаена реторика на амбасадорите во Македонија по средбата со Никола Груевски. На оваа тема, односно на овие теми, вечерва ќе се обидам да дадам одговори со моите гости. Виктор Димовски, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Александар Димитров, поранешен министр за надворешни работи. Добро вечер. Господин Димовски, почнувам со вас, како директор, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање. Реков веќе трет ден Македонија живее после оној грозоморен инцидент во Куманово, многу шпекулации, многу информации, дезинформации што практично се случуваше. Вие отприлика имате една оценка. Како е возможно да се случи таков терористички акт во центар на град? За жал не можам да не се согласам со вас дека веќе трет ден после она што се случи во саботата и неделата во Куманово, се уште имаме многу поголем број на прашања отколку одговори. Одговорите, барем во очекуваната мера, изостана и после неколкуте јавни изјави на представници на највисокото раководство, дури и после одржувањето на Советот за безбедност. Најнапред сметам дека остана неодговорено прашањето како беше можно група од 40 вооружени луѓе непречено, незабележено да се најде во центарот, речиси центарот на едно населено место. Понатаму, како можеше незабележено од очите на најодговорните органи во државата толкаво оружје и опрема да биде пренесена и да биде сместена таму каде што беше сместена? Нормално деновиве се поставуваше прашањето дали надлежните безбедносни сервиси благовремено не го информирале државното раководство во врска со можната закана од оваа група. Меѓутоа, сметам дека дел од овие дилеми изостанаа после она што го чувме по одржувањето на Советот за безбедност, односно дека председателот на државата неколку месеци пред ова, уште во месец јануари, имал информации во врска со оваа можна закана. Тоа мене ме наведува на заклучок дека најмалку службата која е во негова надлежност, тоа е Агенцијата за разузнавање, која што има надлежности да прибира сознанија и информации во врска со можни закани надвор од границата на нашата држава, дека благовремено алармирала, информирала и укажала на можната закана. И не само тоа, сведоци бевме дека чинам месец и пол, можеби два пред овој настан, на еден јавен собир пред македонската телевизија, еден од лидерите на помалите опозициони партии, гласно од Бина укажа дека има информации дека група со бројност приближна како оваа што се случи, со локациско сместување во земјата, отприлика во северниот дел на земјата каде што се случи, дека има закана и уште повеќе дека од некаде е исплатена конкретна сума на пари за нивно делување во оваа земја. И уште повеќе имавме информации дури и во новите медиуми, и тоа бројни информации, кои што ги потврдува овие првични информации. И конечно деновиве дознавме дека разузнавачката служба на една од соседните земји месец дена пред ова алармирала за ваква можна закана. Кога ги имаме сите овие информации, навистина се поставува прашањето и се уште очекува јавност, македонската јавност очекува одговор како беше можно ако се имаат сите овие информации и што беше направено да биде спречено да оваа група да биде попречена, да кажам, при влез во земјата, на пат до тоа населено место или во некоја друга попогодна прилика за да не настани она што настана, да не претрпат безбедносните сили такви последици како што претрпеа. 8 загинати, 37 повредени полицајци. Како оди таа работа во Агенцијата за разузнавање? Вие, како поранешен прав човек,
Како стигнуваат тие информации? Веројатно ги имате претходно, ги добивате, па сето тоа се прави некој оперативен план како да се действува. Имаше многу дилеми околу тоа зошто баш се одлучи сега да се действува, ако ги имали информациите многу претходно. Да. Во претходниот одговор напоменав дека Агенцијата за разузнавање има надлежност да прибира информации и сознанија за закани кои што доаѓаат по безбедноста на нашата земја надвор од границите на државата. Од моментот кога тие закани се дислоцирани, кога ја преминале границата, тогаш надлежноста законски преминува во рацете на Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за Возможно е никој да не биде толкава група кога преминува? Тоа е толкава оружје? Тоа е прашањето кое што и јас си го поставувам, а имајќи предвид дека претходно, еве споменав, во повеќе наврати било алармирано за ова. Исто така, вие споменавте навистина на бројката на ранети, онеспособени и на убиени припадници на безбедносните сили. Со целосна должна почит кон храброста и исполнителноста на припадниците на полицијата, морам да го искажам моето мислење дека оваа бројка навистина упатува сериозни прашања во поглед на подготовката на наведената акција. Да имате во судир со група која што, еве сега гледаме низ овие податоци, иако докрај не се наведени информациите од 40 на луѓе, да имате ставено надвор од строј, ова спомнавте 37 и 8, 45 припадници на најелитната антитерористичка единица во државата, тоа го поставува прашањето за одговорноста на некој кој што ја планирал акцијата. Зошто ја извел во наведениот термин? Ако е извел во наведеното место, зошто не е испланирал по правилата и принципите како се планираат овие акции? Од праксата, од искуствата на останатите служби со кои сме соработувале во минатото, знаеме дека кога се подготвуваат вакви акции, се подготвуваат долго, темелно, со прибирање на сите информации, ама се изведуваат брзо, молскавично и со што е помал број на жртви. Или од друга страна се обезбедува цивилното население, а тогаш се игра на замор, се оди најнапред со фактор на изненадување, а ако тоа не успее, тогаш се оди се игра со факторот на време и со замор на противничката страна. Гледаме од ова што го видовме, мислам дека многу од овие елементи изостанале. И на тоа се должи и ова голема загуба во безбедносните сили на нашата земја, на Министерството. Господин Димитров, меѓународниот фактор кажа изолиран инцидент, готово, завршена работа, жалиме за жртвите, за полицијата ја завршила работата, дадоа свој став. Но тие заедно со американскиот, германскиот, британскиот и францускиот амбасадор вчера имаа средба со премиерот Никола Груевски. Како што информираше амбасадорот на САД Джес Бејли, таа дошла по нивно барање кој било упатено уште претходната недела пред настаните во Куманово, за кој уште еднаш, како што рекол, го изразија своето жалење. Целта на средбата била да се искаже разочараноста од отсуството на било каква владина реакција за откритијата на опозицијата. Амбасадорите го предупредили премиерот Груевски дека со ваквото однесување е загрозена евроатлантската перспектива на земјата. Јас предлагам во овој момент само да ја погледнеме, се надевам дека подготвена од режија изјавата на американскиот амбасадор Джес Бејли по вчерашната средба со премиерот Никола Груевски, па ќе побарам коментар од вас. We have specifically reiterated our concerns to the Prime Minister that his government has not made progress towards accounting for the many allegations of wrongdoing arising from the disclosure. This continued inaction casts serious doubt on the government of Macedonia's commitments to the democratic principles and values of the Euro-Atlantic community. Continued failure to demonstrate this commitment with concrete action will undermine Macedonia's progress towards EU and NATO membership. We have also expressed our expectation that in case of disclosures that reveal clearly unacceptable behavior, appropriate political and legal measures are taken against those responsible. In order to address the institutional weaknesses highlighted by the disclosures,
we call on the government to consider specific reforms, including of integrity in the electoral system, the independence of the judiciary, media freedom, freedom of expression, and whistleblower protection. Finally, we continue to fully support the fundamental democratic right of citizens to assemble and peacefully protest, and we reiterate our appeal to all sides to refrain from violence. The peaceful exercise of democratic rights and rejecting aggressive acts towards fellow citizens, whether police officers or demonstrators, is a fitting tribute to the courage and the sacrifice of those who gave their lives in service to the people of Macedonia. Thank you very much. Да, ова беше изјавата на американскиот амбасадор Джес Бејли по вчерашната средба со Никола Груевски. Чинам дека дел од медиумите кои што исто така креираат мнение, не ја пренесо изјавата. Ова е жестока реакција или вообичаена реторика? За медиумите на крајот ќе кажам, ова е досега во Македонија една од пожестоките реакции. Не велам дека во светот ги нема, во однос на Македонија. Нешто подолго сум и во меѓународните односи, во дипломатијата, вака ниту еден представник на странска држава или на сојуз на странски држави, НАТО или Европската Унија, со ваков остар, јасен и малку нервозен, разочарано нервозен тон не се обратил на власта во Република Македонија, што говори за проценките што овие наши сојузници или земји кон кои и асоциации кои барем декларативно Македонија се определила и власта тврди дека секој дневно практично се колне дека ние сакаме НАТО и ЕУ и така натаму. Че говори дека кај нив трпението и оценките што ги имаат, а ние ги чувствуваме, се на работ на трпението, на границата на трпението. Не беше случајно што ова го кажа американскиот амбасадор Бејли. Да се подсетиме дека нешто веднаш после самитот во Букуреш, каде што Македонија доби одложената препорака покана за членство, на 7 мај беше подпишана декларацијата за стратешко партнерство и пријателство со Америка. Од тука е и обврската на Америка да се грижи за таа декларација, за разлика од нашата власт која многу бргу ја заборави, па дури и тој златен подарок што една голема земја ја дава на една мала како што е Македонија, го фрли некаде во заборав и во кош. Во декларацијата сме обврзани да се грижиме за мирот, за слободата, владењето на правото и пазарната економија. И згора на тоа што е многу поважно за Македонија, декларацијата поаѓа од почитувањето на територијалниот интегритет, на унитарноста и на Македонија како мултиетничка држава или општество во постојните граници. Таква гаранција не знам која друга земја може да ја даде и на Република Македонија, и за жал власта од 2008-2009, а особено тоа се покажа по посетата на премиерот Груевски во Вашингтон и разговорите со потпредседателот Бајден и тогашната државна секретарка Хилари Клинтон, февруари 2011, мислам, 11 се извинувам, кога практично оценките каде оди Македонија, што прави оваа власт на чело со премиерот Груевски и во коалиција со ДУИ, го повикаа да видат каде оди и договорот што го добија беше изгледа разочарувачки, бидејќи од тогаш Америка оваа власт ја стави на мраз во фрижидер. Нема ни посети, ниту ги викаат, ниту доаѓаат, а кога некој ќе сака да се види, му бегаше премиерот, ако се сеќавате, од Мароко, се ради прашината, вулканот и така натаму, кој американците да не може да видат од кај има вулкани со тоа сателитите нивни, па го фати во Загреб, или како што сега мораше во оваа криза која ескалираше од тогаш многукратно повеќе и многукратно посудбоносно за иднината и судбината на Република Македонија, да го прими и без да даде изјава после тоа да ги сослуша параките на Хојти, вториот или третиот човек во американскиот Стейт департмент.
Имавме ние и претходно, ако не се лажам, една изјава на Нуланд, испратена од Дубровник, меѓутоа беше читен меѓу редови. Таа не беше, таа беше на состанокот што беа со министрите за надворешни работи во рамките на процесот Брдо и така натаму нешто во Дубровник, каде што она генерално говореше за клептократските и автократските власти во Југоисточна Европа кои го узурпираат, го киднапираат општеството, ги уништуваат слободата на медиумите, граѓанското општество и судството. Таа порака беше општа, меѓутоа за Македонија беше во стилот, ти говорам, ќерко сети се сна или обратно, како беше sejedno. Меѓутоа и тоа беше спинувано, како што впрочем вие спомнавте сега, ниту еден медиум од провладените трабански медиуми и апологети го цензурираше, практично несфатливо е да цензурираш изјава на еден амбасадор која дава заедно со уште 5 или 6 амбасадори, клучни наши земји од клучни наши сојузници и пријатели и амбасадори или представници на асоцијации ЕУ и Организацијата за европска безбедност и соработка, да се даде само на државниот сервис околу сочувството, што е нормално и оправдано и човечко, меѓутоа се да се скрие. Претпоставувам обвинителот тоа не им го забранил да го кажат, ама ете, не знам дали отиде на јавниот сервис. Поголеми католици имаше такви коментари на јавниот сервис. Тоа е како на времето ТАС, ако не соопшти ништо во светот не се случува, гледајте си турски серии и слушајте ги трабантите. Нешто слично се прави, ќе побегнам малку за една реченица, катастрофална грешка прави Министерството за надворешни работи деновиве, кога им дава инструкции на некои амбасадори практично со реченици препишани од провладените портали. И тоа да биде званичен став на оваа држава и на ова министерство е самоубиствено, трагично, самоубиствено за односите, идните односи на Македонија со тие земји. Тоа е далеко од памет. Мала дигресија ќе направам на муабетот, ми боди цело време очи во протестирам. Во тек се овие граѓански протести. Имам информации дека се тоа мирни, достоинствени, од луѓе кои немаат никаква врска со партиите, што значи дека има и од гласачи, условно да ги наречам, и на власта, и на опозицијата, но што е најважно од граѓанскиот сектор. Луѓе кои немаат врска со партиската обоеност, кои единствено сакаат убаво, среќно да живеат и Македонија да биде. Ова со вас го носите постојано? Не, денеска ми го дада. Ова е ново и сега ќе треба да се шири, бидејќи се надам тоа на крајот негде ќе зборуваме, само граѓаните ќе може да ја донесат оваа судбоносна промена во Македонија. Да не избегам од темата, господин Димовски, вие бевте поранешен амбасадор во Белград, во Израел. Ако вака реагира амбасадор, значи за медиуми, дава ваква изјава за јавност, како изгледа внатре? Поприлично боксерски или? Ги споменавте овие две земји, само да дополнам дека бев акредитиран во овие земји како представник на Република Македонија во критичен период и за едната и за другата. Во Србија бев во периодот од 2003 до 2007 година, во периодот кога Црна Гора се одвојуваше од Србија. Во Израел бев во тој период и малце подоцна. Мислам дека во нашата јавност веќе е познат проблемот кој што се има со Палестина. Така да бев сведок на бројни бурни збиднувања во сите овие земји. Меѓутоа, за жал, за наша жал, јас во оваа моја пракса не бев сведок на ваков настан, на вакво обраќање на странски амбасадор во овие земји. А внатре како изгледа внатре разговорите? Пошто ова беше поприлично жестоко, барем ние не сме навикнати, јавноста не е навикната, досега изминативе 9 години не сме виделе ваква реакција. Знаат во ситуации кога се одлучува за клучни прашања, посебно кога
има информации кои допираат со загрозување на безбедноста и не само во одредена земја, него и во поширок регион. Знаат разговорите внатре во кабинетите да бидат многу поотворени и многу попрецизно да ги адресираат проблемите. Меѓутоа и самата јавна појава, самата пресконференција, еве тука да го кажем впечатокот на мојата ќерка која е аполитична, е посветена на техничките струки, и таа забележала што значи ова присуство на 6 амбасадори на најрелевантните организации, на најрелевантните земји во Европа и во светот. Што значи пораката кога 3 пати во нивната изјава се споменува зборот слобода. Слобода на собирање, слобода на говор, слобода на медиуми. Иако нова се додаде независност на потреба од независност на судството, иако нова се додаде потреба од реформа на изборниот систем, станува јасно дека имаме навистина сериозни проблеми на патот на остварување на стратешките опредоби на нашата земја. Кога беше Кумановскиот инцидент, се шпекулираше многу. Никој во јавноста официјално не излезе да соопшти ништо. Почнаа шпекулациите о волку мртви, двојца, тројца. До тогаш не беше излезена ниту МВР, а американската амбасада веќе испрати сочувство. Знаат нешто што може би другите го знаеле, а го криеле. Мислам дека ние жалосно тоа што се случи, што 8 животи на нашите полицајци и специјалци отидоа, тоа се млади луѓе со почеток на живот и на создавање на семејство, некои немале семејство, и тоа е трагично. Меѓутоа во војната секогаш првата жртва е вистината. Во Македонија, бидејќи вистината е одавна жртвувана, не треба да не изненади што и за овој крвав, злосторнички, независно дали е сценарио или не сценарио, дали се тоа терористи, криминалци или некои ги викаат паратерористи, односно терористи за пари, што се ангажирани и така натаму, не смее да се крие вистината, мора да се појави, така и тврдеа дека била како шило. А второ, вистината е најголемиот сојузник да се придобијат граѓаните. Ние сме сега, за жал, сведоци на една натамошна покрај оправданата тага за изгубените животи. Ние сме сведоци на некој вештачки триумфализам, како што го кажа премиерот Груевски, херојска победа, за 24 сата, 48 ги расчистивме и така натаму. Тоа мене ме подсетува на изјавата 2001 година на поранешниот премиер Љупчо Георгиевски, кога се качи на Титовското кали и рече ова е втора поголемина победа на Македонија. Првата била демек на Александар Македонски, не знам каде, со Персија и со персискиот цар, и на крај се виде како заврши. Мислам дека сето ова се прави дополнително покрај објективната тага и револт, се води кон едни дополнителни и рационални и би додал опасни, многу опасни тенденции на тамошна поделба на општеството македонско, која е онака поделено, но сега дополнително на старата теза патриоти и предавници. Мислам, читајте ги, малтена се излезе дека и Борисов е соросоид, бидејќи му сугерира оставка на премиерот Груевски. Не е чудо за овие амбасадори од овие земји сојузници, тоа веќе се докажани, бидејќи неколку години наназад македонската јавност или дел од македонската јавност се трујат со така наречен заговор што ни го пакувале Европа, Америка, НАТО и така натаму. Впрочем, и премиерот Груевски рече дека имал мачнина од НАТО пред самитот во Чикаго. Одамна тврди дека патот кој Европа бил Голгота за нас, ни правеле сопки, а им рече, ако не сакате вакви какви што сме, примете, ако не, чекајте да кога ќе не примите, тоа што ќе прифатите. Какви што сме, какви? Со корупција, со неслобода, со недемократија, со сиромаштија да не прифатат. Тоа се некои абсурдни тези
кои натаму само носат кон поделби на македонското ткиво и кој онака е фрагилно. Во овој дел, прв дел од разговорот, имаш информации за странски служби дека за целиот инцидент практично стојат странци. Па се поврзуваа, правеа приказни турски тек, руско влијание, америчко влијание. Мислите во врска со Комуновскиот инцидент? Видете, тоа е далеку од памет. Мислам дека треба и несериозно во вакви моменти, кога земјата се соочува со сериозни проблеми, кога имаме вооружена група за која што се уште не знаеме дали е терористичка или е криминална, кога после одржувањето на Советот за безбедност, а приимање информации по изјава од Советот за безбедност дека најмалце 5 месеци претходно се знаело за таа група, а сега очекуваме да ја видиме нивната мотивација, мислам дека е несериозно и вистинско дефокусирање ако тргнеме по тие приказни. Тоа не значи дека безбедносните служби не треба сите информации кои што стојат да ги проверуваат. Меѓутоа, тоа и не треба да не одлече од барањето на одговорите на вистинските прашања. А кога се во прашање животите на припадниците на нашите безбедносни органи, мислам дека сите треба да се погледнеме во лице и да се повикаме на одговорност. Токму затоа, на почетокот спомнав дека останаа неодговорени голем број на прашања и дека македонската јавност се уште очекува брзи, конкретни, прецизни одговори на тие прашања. А денеска излезе информација дека дури вработен во МВР бил поврзан на некој начин со оваа терористичка група. Тоа дополнително упатува на вистина на конфузноста, на слабостите и на немањето доволен број на информации во врска со вработените. Кој е оној кој што ги прима вработените во Министерството за внатрешни работи? Каде се оние списоци за кои што слушавме во овие телефонски разговори на партиски примања и така натаму? Видовме денес во оваа информација дека постоеле информации во врска со криминални активности на наведеното лице. Каде било Министерството, каде било раководството на Министерството за внатрешни работи, каде била внатрешната контрола? Очигледно дека сите овие механизми во трката за штитење на партиските интереси ги снемало. Интересна личност во целата оваа приказна ми е и председателот Ѓорги Иванов. Може да го дискутираме него после рекламите, неговите изјави. Реклами, па се враќаме назад во студиото. Да, признаваме, понекогаш сме неодлучни. Со денови чекаме тој прв да ни се јави. Носиме мини на -2, понекогаш сме неспретни и ПМС-от го лечиме со шопинг. Но затоа може да правиме и по 100 работи истовремено. Наодливи сме. И кога се грижиме до крај. Ние сме жени и горди сме на тоа. Затоа Виолета на жените им овозможува целосна грижа и во секое пакување од новите хигиенски влошки дава интимни марамчиња гратис. Ваша Виолета. Red is for energy. Red is for lust. Red is for passion. Red is for seduction. Red is for you. Straight red code. Live life your way. Екзодерил продира длабоко во жариштето на инфекцијата и ги убива габичките. Важно е лекувањето да се продолжи до израснување на здрав нокт. Екзодерил продира длабоко и ги убива габичките. Штеди секој ден само во Тинекс од 11 до 31 мај.
Свински врат на Тенане 279 денари. Кашкавал Здравје Радово 287 денари. Мајонез Витанес 93 денари. Бомбонјера Чери од Европа 129 денари. Вино Александрија од Тиквеш 209 денари. Детергент за перење Алиштанила 199 денари. Вкупна заштеда 211 денари. Тинекс, секој ден со вас. Find your moment with the Senses Watch collection from Calvin Klein. Македонска куќа. Соланец ресторани во Скопје, Прилеп, Охрид. Препознатлив македонски бренд по домашни специјалитети. Македонска куќа. Започнете ја вашата нова приказна. Создавајте со љубов, радувајте се на сите мали и големи нешта и создадете спомени за паметење. Верувајте во вашите идеи, затоа што со Шпаркасе идеите се претвораат во најубави приказни. Стампен кредит на Шпаркасе банка со фиксна каматна стапка за првите 8 години, без трошоци за одобрување и проценка на имот. Шпаркасе банка. Банка на вашето семејство. Погледни го ова, нови пелени, колку се само тенки. И вапни. Се, дали се меки и еластични. Винта се. Јави се на мамо. Мамо! Не го знам бројот. Видначет, тука е. Дојде, даблкер! Навистина имаат влажни марамчиња. Бебињата знаат, мајките разбираат. Виолета! Од сега дополнително и 2 пакувања влажни марамчиња гратис. Први пелени, препорачани од Сдруженијето на педиатри на Македонија. Се враќаме назад во студиото. Вест која што само што пристигна, премиерот Груевски до Собранието достави предлог за избор на нови министри за внатрешни работи и транспорт и врски, што значи Јанкуловски и Накиевски поднеле оставки или се разрешени. Премиерот Никола Груевски вечерва доставил предлог за избор на 20 нови членови. Се предлагаат нови министри во Министерствата за внатрешни и за транспорт и врски. За нов министер за внатрешни работи се предлага Митко Чавков, а за министер за транспорт и врски Владо Мисајловски. Чавков е актуелен директор во Бирото за јавна безбедност, а Мисајловски е директор на јавното претпријатие за државни патишта. Председателот на Собранието Трајко Велјановски седницата за избор на новите членови на владата ја закажа за утре во 13 часот. Господа, што значи ово? Сега малку политички дел ќе го оставиме председателот Иванов малку за подоцна за еден коментар. Да, може и да го заборавиме. Не. Доколку е ова точно, не знам мија ли јавува, кој јавува, не е важно, но не верувам дека некој ќе пушта спинови на вакви сериозни теми. Ова е само знак... Ова претпоставувам ми гледајќи ја веста. Како е, бидејќи е веќе и закажена седница за утре во 13. Да, не е важно. Ова е само знак дека пораките што ги доби Вал и особено вчера што ги доби премиерот Груевски се практично четвртиот жолт картон, значи следува црвен картон. Малку на шега, иако не е време за шегување, ако емисијава траеше уште сат, два може и ќе стигнеше вести за негова оставка, ама ќе има и други емисии на вашава телевизија. Мене ова сето ми личи на еден козметички обид да се спасува од нешто што не може да се спаси. Знаете, кога бродот тоне, прво куферите ги фрлат, капетанот за да го олесни товарот, капетанот нормално последен го напушта бродот, тоа е барем во морепловството. Овдека по мене решение не може да има без напуштање на капетанот, и бродот веќе ќе потоне до крај. Тоне или насукан ја спрема некој, меѓутоа излезот на оваа кризот на крај ќе зговориме, представуваме со
во Македонија, не Кумановската, ова е криза што трае практично. Не, за политичката криза, ќе поговорам на крај. 8-9 години прислушкување, корупции, криминали, штелување, кражби на избори, 100.000, 150.000, не е важно. Еден украден глас е кражба. И евро да украдете сте крадец, и милион евра сте да украдете сте крадец. Принципот е важен. Мислам дека мора само такво расчистување, како утре би се вратиле опозицијата во парламентот, кога имаат докази, не само опозицијата, меѓународната заедница, ОПСЕ, ОДИХИР кој ги наблюдуваше изборите, за сериозни изборни неправилности. Кога на тоа ќе се додаде се ова што се слушна во прислушуваните разговори, како што рече премиерот Груевски, некои точни, некои полуточни, некои неточни, делумни и така натаму, така по проценти он ги мери со ДДВ, без ДДВ, не е важно. Не може опозиција да седне во парламент кој е нелегален. Не може, доколку нек се утврди тоа, меѓутоа оценките се, впечатоците на меѓународната јавност, на македонската јавност, освен на власта и на претендиците, дека се тие таму дојдени на нелегален пат. Како да седиш со некој на маса во собрание, во сала, од кога еднаш веќе те изфрлале полицијата на клоци насилно, во 24 декември, со истите луѓе за кои си убеден и светот е убеден, барем демократскиот, остете ги овие источни земји, поранешни и Русија, дека дошле нелегално. Не можеш да седи поштен човек со крадец или со некој што дошол во парламентот. Затоа мислам дека конечната разврска мора да биде во формирањето на преодна влада, која ова зло што го најде со прислушкувањето, со навлегувањето, господарењето со судбините на луѓето и на иднината на луѓето и на државата мора да се расчисти до корен, да се стабилизира, па после дури да може да очекуваме некои фер, демократски и слободни избори. Господин Димовски, како вие го толкувате? Па, и во претходниот разговор констатиравме дека за мене, можем да речем, најсилната порака од средбите во претходните 2 дена беше дека првиот чекор што треба да се направи во нашата земја е да се расчистат присутните сомненија од содржината на разговорите на транспарентен и кредибилен начин. Тоа не е можно доколку една од инволвираните страни ги контролира институциите кои што во секое демократско општество се надлежни тоа да го расчистат, обвинителството и судството. Од тука во демократските општества постои еден институт познат, сите тоа го знаат, тоа е оставката. Се поднесува оставка за да можат овие институции без никаков притисок да ги расчистат сомненијата. И најдобро е за секој политичар да знае дека како што се влегува во кабинетите доаѓа ден и да се излези. А со овој институт оставка тоа може навистина да се расчисти. За мене одолговлечувањето со овој чин фрла сомнение дека стојат одредени причини зашто тоа не се направи до сега. Можно е да има дипломатски притисок од она што еве ја слушнавме реакцијата на Джес Бејли и гледаме денеска реакција од премиерот Груевски, кој што практично на некој начин, ако не се лажеме, и прв можеби пораст во однос на смената на... Притисокот е присутен, јас затоа спомнав, ако ние пледираме да бидеме демократско општество, треба да се повикуваме и да ги користиме институтите кои што се познати во демократските општества. Но денеска оставката е еден од нив. Так, денеска и Ахмети беше лидерот на ДУИ кај Бејли, нешто повеќе од предвиденото. Заради преводот. Гледам дека не даде изјави. Ако овие оставки, кои што, еве, премиерот ги констатира, доставува нови имиња, тоа сега може да значи дека притисокот ќе се зголемува врз опозицијата, бидејќи имаш информација дека, ете, американците, односно дипломатите бараат и СДС да се врати во собрание, па предпоставувам, сега карикирам, бидејќи само што пристигна веста, може ли премиерот да каже, еве, ова е отстапка од мене, сега во собрание, па тамо да ја расчистуваме кризата? Мене ми личи на една козметичка
оставка или почеток на оставки, колку да се заврши на тоа. Мислам дека притисок сигурно дека има, а го имаше и од почетокот, дека местото на опозицијата е во парламентот. Јас се согласувам од тоа. Нема јака власт без јака опозиција. Меѓутоа, кај нас во изборичкана, да не речам ненормална држава, не државата нормална, држава со ненормални институции, кои се киднапирани од судство до медиуми, до министерства, до собрание е на далинско на владата, место да е контролор, он е поддржувач на владата. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот што демократскиот свет, реков оној кој ние стратешки стремиме, нас не гледа со нивната политичка или ментална матрица. Тоа што и господинот Димовски кажа, нормално е ако фатат некој да даде оставка за да помогне за истрагата. Да, тоа е нормално за тие држави. Меѓутоа, во недемократските, во авторитарните држави, тоа не е нормално. И затоа, сигурно дека има влијание и притисоци на опозицијата да се врати, меѓутоа, после сите шамари што преку опозицијата, јас не сум ни член ни во една и во друга, не сум одавна во партиите, меѓутоа, мислам дека гледањето на Македонија, на актуелните состојби по тие демократски ментални матрици и сваќања. Не може, мислам дека дури во Америка или во Европа или во било која европска земја, ако знаат дека половина републиканци или ториевци или не знам кои дошле на украдени, узурпирани со сериозен сомнеш, кој треба, како што бараат сега амбасадориве, да се расчисти по една транспарентна, објективна и независна истрага. Не веруваат на ова судство веќе. Ако не веруваат на ова судство, како може да веруваат дека се тие легитимни и легални пратеници? Мислам дека тоа не го сватат меѓународни пријатели наши, повлијателни, дека имаме работа со нелегитимен парламент, нелегитимни пратеници, не би тогаш би инсистирале да се врати опозицијата. Поинаку не може да се врати и јас го одговорив за тоа пред малку. Повелите? Да, опозицијата ја покажа својата одговорност. Најнапред со присуството на председателот Заев на средбата на Советот за безбедност. Па беше обвинет дека издава. Понатаму со присуство во Куманово, меѓу настраданите во моментот кога беше најпотребно и кога представниците на власта избегнуваат да бидат меѓу оние на кои што им беше најтешко. Јас сум убеден дека опозицијата ќе покаже одговорност, меѓутоа за тоа е потребно и представниците на власта да покажат доблест и дека опозицијата, убеден сум, ова кажува мое лично мислење, дека ќе биде во парламентот во моментот кога ќе се дискутира за давање поддршка на нова влада. Тоа ќе биде кога? Според ваши проценки? Очекувам после овие информации, ако се вистините што ги имаме, тоа да биде што поскоро, тоа е подобро за нашата држава и за нашите граѓани. Него искоментиравме председателот Иванов во цела оваа ситуација, значи од почнувањето со објавувањето на бомбите. Влада е некако молк. Единствено негово обраќање видовме по Кумановскиот инцидент, каде што малте не се налути на Европската унија, на НАТО, дека имал испратиле писмо до 17 земји и дека никој не одговорил, па потоа да имаме информација од српските власти кои што велат ги информиравме македонските власти, но тие не реагираа соодветно. Та добре, ја мислев ќе разговараме за посериозни теми, ама не е важно. Мислам дека е тоа дел од синдромот на невиност што го има власта, дека сите се виновни, само тие не се. Еве зашто. Околу од кризата кога почна така наречениот пуч, па протестите на студентите, средношколците, вклучително и овој терористички или злосторнички акт и смртта на недолжните полицајци, специјалци, Иванов се го најде, практично не се знае дали и знаел за тоа. Тврдат знаел, тврдат не знаел. Дури толку не знае што полицијата вика пред 2 дена дошле, некои спинуваат дека дошле терористите, овие што пукале, дека дошле баш ноќта кога јајца фрла на владата. Значи, првото јајце кога фрле, првиот терориста преминал преку граница. Мислам, тоа се апсурди. Трагично е што преседател за момент, бидејќи
Последна вест која што стигнува е дека оставка си поднел и директорот на ДВК Сашо Мијалков. Тоа е само доказ за до пред малку ова што го говоревме, дека козметиката доколку се дава оставка мора да даде првиот човек. Тоа е азбука во секое демократско општество. Не може опозицијата или граѓаните да се виновни за состојбите во државата, особено кога вака авторитарно се владее 8-9 години. Не може да се амнестира од одговорност власта. Ние направивме контрапротести, контрамитинзи правиме. На крај ќе се докаже дека оваа врхушка на власт направила и контрадржава. Паралелна држава која нема ништо заедничко со она што пред 20 години го се залагаше македонскиот народ, има слободна, независна, демократска, европска, среќна држава. Така што и оставка мора да биде поставката да биде само претходница на експертска влада. Во однос на Иванов само да договорам. Мислам дека кратко продолжите право околу излез на политичкава криза, бидејќи мораме да завршуваме. Да, мислам дека се става само некои спинувања, пишал писмо, па не пишал писмо, па ги обавестил, па испаѓа дека пред 2 дена дознал, па испаѓа дека 8 месеци знаел, и тој самиот не знае што знае, рекол веќе. А второ, ако знаел, активноста на председателот не е да пишува писма до сојузнице. Он е врховен командант, он е така наречен татко на нацијата. Што пишем писмо, jer zajedno nismo, Srbите imate една песма. Он ако имал писмо, ако имал информација, он треба тука да работи. Што му е гајде на некој председател на било која држава, независно дали од НАТО, дали имало терористи, па нека делува, нека свика Совет на безбедност, нека не фингира, се извинувам, дека не фингира дека е загрижен за државата. Со писма не се решаваат, апели не се решаваат. Он е председател на сите граѓани, по устав се грижи и за територијалниот интегритет и безбедност на државата, и он мора да делува. Што со писма, разгледници, телеграми, мислам дека е тоа наивно и дневно оправдување. Бидејќи немаме многу време, ако добро разбрав, бидејќи шалтавме со темите затоа што стигнува многу информации, излезот од политичката криза вие го гледате во преодна влада, ако не се лажам, која што ќе го расчисти теренот за да потоа се оди на избори. Од почеток, мојот став е дека не може да го реши ова ниту влада која ќе биде звака со козметички промени, ниту влада која ќе биде на чие чело ќе биде премиерот Груевски. Туку мора да биде една експортска влада, прифатена и од ВМРО, и од СДС, и од граѓаните. Па, ако сакат, и од меѓународниот фактор. Разврската, да повторам, ние говориме помош од притисок од странци, они го работат тој притисок. Не затоа што нас не сака, затоа што себе си се сакаат. Една дестабилизација на Македонија ќе ми отвори Пандорината кутија на Балканот. Ќе дозволи и вмешување на Русија, кои не можат да го дозволат, иако мислам дека по денешниве средби Кери Лавров во Сочи, така наречената окупирана територија од Русија, ќе дојде до некои промени во тие стратешки напливи. Господин Недилски, сосема за кратко, излезот од политичката криза се надзира веќе со оставките на Јанакиевски, Јанкуловска и Мијалков? Мислам дека ова само почеток. Мислам дека целата влада треба да поднеси оставка, да се формира нова преодна влада која што ќе ги подготви новите слободни и демократски избори, кои што ќе изберат легитимни представници во македонскиот парламент. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Почитувани сосема за крај уште еднаш информацијата дека премиерот Груевски до собранието достави предлог за избор на нови министри за внатрешни работи и транспорт и врски. Се предлагаат нови министри. За нов министер за внатрешни се предлага Митко Чавков, а за министер за транспорт и врски Владо Мисаиловски. Председателот Велјановски седницата за избор на новите членови на владата ја закажа за утре во 13 часот. Оставка поднел според информациите кои што стигнуваат и првиот човек на ДБК Сашо Мијалков. А останете со нас, проследете ги на новите вести во 22 часот. Завршуваме овде. Довидување.